Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за ново издание на Заспи ако можеш, последно за оваа работна недела за нас. Јас сум Драган Билосалјевич, колегата Горан Момировски, кој што вчера имавте можност да го следите во негово ексклузивно интервју со познатиот аналитичар од Вашингтон. Нема вечерва да имате можност да го гледате со мене, ниту овде, ниту на социјалните мрежи, од оправдани причини вела, меѓутоа од понеделник тој се враќа, здравје Боже, на неговата позиција, каде што сте навегнати да го гледате. Вечерва имаме еден навистина многу интересен гостин, познат во регионот каде што доаѓа, не толку познат на пошироката јавност, меѓутоа се работи за млад човек, млад интелектуалец кој што наистина има што да каже и навистина има што да се слушне од него, ако внимателно го слушате тоа што го зборува. Се разбира, се работи за младиот доктор од Радовиш Атанас Атанасов. Добро вечер. Добро вечер. Мило ми е што сум гостин во вашата емисија. Да. Пред да започнеме со разговорот со Атанас, сакам само да кажам неколку зборови поврзани со денешниот ден, имено веста на денот, освен тоа што се разбира ја ви честитам празници, богојавление водици, нели? Веста на денот за мене е оставката на премиерката на Нов Зеланд, господјата Джасинда Ардерн. Зошто е за мене ова вест на денот? Затоа што се работи за премиерка на држава која што е една од побогатите во светот, како што знаете, една од по-организираните држави, во која што животниот стандард е повеќе од солиден. Премиерка која што цели 5 години е на власт, иако прилично млада дојде на таа функција, дава оставка со објаснување кое што ги шокираше новозеландјаните, па и австралијанците би рекол, затоа што вели дека едноставно не е веќе подготвена да го работи тоа што мора да го работи. Само слушнете ова изјава. Не заменувам бидејќи беше тешко. Да беше тоа причината, веројатно ќе заминев по 2 месеци на функцијата. Заменувам бидејќи со таква привилегирана улога доаѓа и одговорност. Одговорност е да знаете дека сте вистинската личност, да ја водите земјата, но кога не сте, тога што? Знам што бара оваа работа и немам веќе доволно гориво да го работам тоа на вистинскиот начин. Зошто кажувам ова? Затоа што се работи за доблест, затоа што се работи за моралност. Господјата Ардерн, тешко се изговара на македонски, е начело на држава на која што нема на што да и се најде нека особена мана, напротив, можете само да ја позавидите. Меѓутоа, таа чувствува морална одговорност дека не е повеќе способна да ја води својата држава, нема доволно гориво, како што вели, и поднесе оставка. Кога во Македонија и во земјите од регионот сите би имале таков степен на одговорност, веројатно би биле подобро место за живење, меѓутоа одговорноста кај нас е за жал само местена именка и ние ќе мораме едноставно да ги толерираме нашите владители за додека не бидат сменети на избори или впрочем кој знае додека не останат на власт уште 5, 8, 10 години, па на крајот на крајшта повторно би морале да ги смениме на избори. Нема друг начин. Но, да се вратиме на она што е нашата тема за вечерва. Разговараме со докторот Атанас Атанасов. Се појавувате од време на време во јавност, велам познат се повеќе во регионот кај што доаѓате, од Радовиш конкретно. Имате интересни ставови, поврзани не само со здравството како такво, туку и со други работи, кај дојдеме на нив нешто подоцна, меѓутоа ајде за ова што сега нас не интересира, имено вакцинацијата која што предизвика големи трауми, не само македонското општество, предизвика големи трауми насекаде во светот, многу недоумици, многу нејасноти, затоа што вакцините беа направени брзо, без сите, како се вика тоа, протоколи кои што мора да се направат, не се чекаше 3-5 години колку што мора, туку беа направени колку што може побрзо и пуштени во оптек. Сега, буквално пред неколку дена, на Reuters се појави една информација, се извинувам, потоа и на BBC, дека истражувањата на американските стручњаци велат дека постои одредена врска меѓу зголемувањето на мозочните удари кај лица постари од 65 години и конкретно вакцината на Pfizer. Потоа беше речено дека и зголемувањето на
васкуларните проблеми, значи срцевите проблеми, исто така во последниве години се доведува во врска со вакцините. Вие бевте еден од оние кои што со резерва настапува уште тогаш кога започна практично принудната вакцинација на населението и сега вака од оваа дистанца кога веќе излегуваат и вакви информации, каква е вашиот став? Интересно е тоа што после толку време заклучуваме дека зборот верувајте на науката не треба да се употребува како мисла. Во науката не се верува, во науката се знае. Значи, ние мора да знаеме... Ова е добро. Да. Верувањето е за религијата. Верувањето е за религијата. Во медицината и во науката мора да знаеме. А за да знаеме треба време. Јас тогаш тоа го велев јавно, излегував дури и на протести, сакав едноставно моите колеги да ги охрабрам, да разговараме отворено на темата, да можеме со сигурност на пациентите да им гарантираме дека процесот е безбеден. А безбедноста треба да се утврди со време. Тие протоколи, тие стандарди, долгорочни студии постојат со причина. Во овој случај не се почитуваа, на мене лично тоа како доктор, како човек и како иден научник ми смета, бидејќи се постои со причина, мора да истражиме доволно добро кога се работи за човечкото здравје, да бидеме сигурни и тогаш да применеме одредена медицинска метода. Ова е многу важно, затоа што ние се сеќавам кога започна пандемијата на ковид, имавме цела плејада на медицински лица, доктори од разни области и во нашава емисија се разбира на секаде по телевизиите, сите беа се гледаше дека беа исплашени сите, затоа што просто не се знаеше со каков непријател имаме работа. Да. Значи, ковидот беше една голема загадка со која што, веројатно и сега се уште не сме на чисто за каков точно непријател се работи, меѓутоа тогаш беше навистина страшно, затоа што властите во сите земји, да се разбереме, не само Македонија, инсистираа, нормално јавноста очекуваше, па властите инсистираа да се најде побрзо решение, некакво се пробуваа разни експерименти, многу луѓе настрадаа. Нормално сега ние нема да обвинуваме никого за некоја конкретна кривица, меѓутоа факт е дека многу луѓе во Македонија, дури несразмерно многу луѓе почина од COVID-19. И сите лекари, сите медицински лица не се осмелуваа со сигурност да прецизираат каков лек треба да се употреби, на кој начин треба да се действува, која метода да се употреби, затоа што се покажуваше дека на едни луѓе влијае вака, на други вака, ги менуваше правилата на игра. Ковидот ми се чини како што проаѓаше времето од ден на ден. Меѓутоа, околу вакцините некако се појави еден општен консензус дека мора да се прифатат, дури и кога не се соодветно подготвени, затоа што едноставно, како што велите вие, потребно е време, потребни се години кои што ги немаш. Сега од оваа дистанца, велам, тоа останува некако како еден горчлив впечаток во устата и вие што зборувавте тогаш помалку бевте ставени во ситуација да се браните дека не сте теоретичари на заговор. Бидејќи со секоја криза доаѓаат оние вистински теоретичари на заговори кои што вадат безбројни варијанти, во се пронаѓаат некоја скриена рака, нека црна рака која што нешто меша и така натаму. И луѓето кои што врз база на разум и наука се обидуваат да докажат нешто, секогаш се во опасност да бидат ставени, и тие се тие што всушност нешто лавираат, играат со овие теоретичарите. Самата ковид криза, пандемијата, создаде потреба да се најде решение. Народот беше уплашен, секоја власт, секоја научна институција бараше решение како што е можно побрзо да се реши, бидејќи карантинот влијае врз економијата и така натаму, сега ги трпиме последиците. Се уште да. И на некој начин се заборавија принципите на науката. Значи, кога донесувате решение за пандемија, решението треба да биде научно. Во овој случај се тргнаа принципите, сега се донесе политичко решение
за да може народот да бара некаква сигурност во метода која што не беше во моментот докажана. И се уште решенија, кои што и се уште остануваат се велам уште не. несигурни. И сега, еве, тоа беше моментално кратко решение и за политичарите, за генерално за јавните чинители во општеството. Беше со големи очекувања дека одма ќе се решат проблемите, дека е 100% безбедно. Така не уверува, 100% Тоа бедно беше. се вакцинираа на... Но баш во тој период, јас пак излегов на телевизија и поставив едно прашање. И реков дека, еве, во медицината ние знаеме, припишуваме аспирин од 100 мг, амоксиклав од 1000 милиграми. Колкава е биодозата на новите вакцини, со колкава биодоза се вакцинира здрава популација и дали истото дозирање важи за деца, возрастни, постари лица и така натаму. Кој е составот на новите вакцини? Што се одржат? Дали се одржат алуминиум и така натаму? Бараме информации кои треба да ни бидат јавно достапни пред се на нас лекарите, но и на целата популација. нормално, јасно. Зошто толкова недоверба во народот за да се кажи составот на вакцините? Министерот за здравство Сали потпиша документ каде што тврди Министерството дека не располага со информации за составот на вакцините. Овие што се против COVID. Можете да замислите кој преседан да е тоа. Имате министер кој препорачува, Да се користат вакцини, се користи, а не знае што има внатре. Па, ве молам, во нормална држава, одма право треба да си даде оставка. Министерот. Но спомнавме една нормална држава. Спомнавме една нормална држава каде што премиерката даде оставка затоа што не може понатаму, кај нас тоа нема да се случи. Уште една работа што е интересно околу која што вие имате исто така интересен став е еден закон во подготовка кој што под притисок на јавноста беше повлечен, закон кој што требаше да дојде во собраниска процедура се однесуваше на идни пандемии, не мора да значи нели на ковид, се разбира, пандемија на било која болест. Тој закон предвидуваше, да симплифицирам, веднаш штом ќе се прогласи епидемија или пандемија, сите лица што не се вакцинирани, практично веднаш да бидат изолирани. Односно да не можат, она што го видовме во 2019-2020 година, да не можат да одат во затворени простори, да не можат да одат на работа, да не можат да ги извршуваат нормалните обврски, што покрена се разбира лавина прашања. Прашање е дали за таа пандемија ќе има вакцина во тој момент. Да. Второ, дали ќе биде таа вакцина изрегулирана по сите стандарди. Да. И на крајот на криштата слободата на движење, слободата на човекот да самиот да одлучува за себе. Потоа ја повлекува под притисок на јавноста, велам, таа иницијатива, тој предлог закон, меѓутоа не значи дека прашањето е затворено. Се уште постои иницијативата. Верувам дека пак истиот закон, законот за здравствена заштита, што треба да се донесе во наводници, ќе се бара начин без никаква јавна дебата, без медиумите да бидат информирани, да се донесе. Што предвидува тој закон? Предвидува баш тоа што го рековте. Значи, изолација на лица кои што нема да пристапат кон одредена медицинска терапија. Во суштина е тоа. Ние како граѓани, како лекари, исто, медицинската фела, не смееме тоа да го дозволиме. Тоа ги крши основните човекови права, тоа ги крши принципите и на науката и на човечноста. Секој човек има право да Секој човек одлучува има право. така што Замислите вие да имате толку драстична поделба како во некое робовладетелско општество каде едните ќе можат да седнат да ги уживаат 100% правата на во кафе, кафич, на кафе, така. или да идат во банка, се предпоставуваше дека и во банка не можат луѓето да идат. И сега со Таа сегрегација ја закон, видовме, ја живеевме едно време. на мала врата полека ќе дојдат многу измени во општеството. Ние сме соочени сега со ситуација каде што идни пандемии ќе ни го диктираат живењето во иднина. Начинот на живот. Да.
Ки имаме еве во Македонија веќе има дигитален идентитет, ки имаме дигитален денар, кој што е вид на криптовалута, ки имаме регулација на финансиските приходи од државата, дали ќе може да користиме X фактори у смисол на технологии кои што загадуваат повеќе CO2 сертификати и така натаму. Значи, целата оваа приказка со пандемијата и законот се вклопува со некоја си идеја за регулација на јаглеродниот диоксид, емисиите на јаглеродниот диоксид. Прашањето е, Македонија е и премногу мала, и премногу неважна, и премногу мрзелива, би рекол, кога се во прашање нашите власти, за сето тоа сама да го смисли. Поверојатно е дека ова е еден општ тренд, на кој што ние само се приклучуваме. Да, во Франција веќе се издаваат CO2 сертификати на компании кои што може да си ги купат па да произведуваат, да емитираат повеќе CO2 за нивното производство. Дури имаше еден скандал каде што се фалсификуваат сертификатите. Целата поента е да имаме net zero, го викат американците, net нула на CO2. Колку правиме емисии на CO2, толку од друга страна да имаме зелени технологии кои што тие ќе го спречат. Добро, тоа е вака како замисла во ред. Замисла е во ред, но имплементацијата во сегашното живење со регулирање на општата популација со CO2 сертификати, ограничување на движења. Значи ние ќе имаме сериозни општествени проблеми. Да. Тоа е моја предпоставка сега. Значи тоа е лична предпоставка, не е теорија на заговор, бидејќи се предпоставката се темели на здрава логика, не е на нешто на и на информации соодветно. На информации. Значи ние го имаме тоа. Дигиталниот денар, Народна банка излезе дека разгледува сериозно дека да се воведи дигитален денар. Кога ќе кажеме дигитален денар, и сега имаме дигитален приход на пари, имаме трансакциони сметки, идете на банкомат и вадите пари, имаме електронски картички. Зошто се употребува зборот дигитален? Што значи тоа? Тоа е вид на криптовалута која што е централизирана. Значи, пак ќе биде регулирана од Народната банка, Централната банка кај нас во Македонија, и ќе биде еден начин, средство за кое што ние ќе користиме за размена на добра, но ќе биде со можност да се програмира. Ќе зголемува контролата врз општеството во секој случај. Ова се прашања кои што се навистина многу важни за еднината зона што доаѓа, иако ние како народ се чини сме навикнати да мислиме од денес за утре. Не сакаме премногу далеку да одиме, не така сме малку мрзеливи во мислата. И кога сме во денешницата, сега во моментов има баш прилично силни епидемии не знам ли епидемија. Меѓутоа има грипови од повеќе варијанти. Зборам за оние обични грипови. Повторно се зборува за оној кракен ковид варијантата, која што се вика кракен, која што исто вела дека не е толку опасна, меѓутоа неверојатно брзо се шири. Во овој момент во зима во која што морам да кажам многу чудна зима е ова, 18 степени е вчера и денеска во Скопје барем, а чина ми во цела Македонија кој вела дека се очекува наскоро заладување. Некако, бидејќи нема официјална пандемија, бидејќи нема затварање, ги променуваме како што променуваме од секогаш. Значи, ништо посебно. Тој што е болен пие лекови или седи дома, лежи пие чај. Другите го продолжуваат животот. Да. Единствено, не се објавува на медиуми дека луѓето заболуваат од грип. И дека секој ден толку и толку болни, толку и толку починати, толку и толку вакцини ставени, толку и толку одбиле, не знам што. Навистина, се најдовме под една таква тешка пресија, и јас не сум нечисто. Целата таа работа веројатно ќе треба со години понатаму да се истражува што ни се случи во претходните колку беше година и нешто, и пол, во кој што навистина целиот свет беше ставен во едно менгеме. Јас никош нема да ги заборавам сцените од празното Скопје, кога имаше полициски час, поради природата на мојата работа можев да шетам. Можев да одам до работа и назад во време на полициски час и никош нема да заборавам како изгледаше Скопје, никогаш претходно, никогаш потоа не сум го видел да нема ни еден човек на улица, да нема ни еден човек во парк, да нема ни еден човек никаде. Град на духови, буквално 600.000 луѓе ги нема. Едно наистина чувство кое што така
останува за секогаш во главата. Но добро, Атанасов, вие сте лекар во јавното здравство, намерно велам, не во приватното, и од оваа ваша од вашето искуство до сега, што може да ни кажете за состојбата? Мислам, знам дека ова е прашање кое што кажат многу би нааман, меѓутоа моментално здравството во Македонија на кое ниво е? Па најдобро може да кажат пациентите, особено тие пациенти со хронични заболувања. Еве гледаме што се случува, дека луѓе јавно излегуваат, бараат донации да се лекуваат. Секој ден. Сега со ова што е последното со пациентите со цистична фиброза, фиброза, нема лекови за нив. Премногу се скапи. Премногу се скапи. Јавното здравство е до тој степен каде што ниту лекарите функционираат како што треба, дури и да сакат да помогнат на пациентите, не се организирани, нема кој да ги организира. Сите пациенти од цела Македонија се упатуваат во Скопје да се лекуваат. Од секој сакал тоа прашање да го разработиме. Зошто? Секогаш најлесниот начин се чини за медицинарите надвор од Скопје, прати ги во главниот град, па нека се сноѓаат. Што е работата? Нема доволно лекови, нема доволно материјал, нема доволно инструменти или нема доволно знаење? Нема доволно организација. Нема доволно херархија. Еве ќе ви кажам еден пример. Примери. Јас кога почнав да работам како матичен доктор, требаше да бидам одобрен од министерот за здравство, да се потпише на документ дека го одобрува тимот, требаше секретарот, заменик министерот, бирократија до безкрај. До безкрај. Еден куп документи за еден општ доктор во некое си место во Источна Македонија. Зошто е тоа така? Се чека 2 месеци, буквално требаше врски да фаќам, за да можам да склучам договор со фондот. Матичните лекари денес не се лекари, тие се административци. Тие повеќе работат административна работа, пишуваат бројки од упати, пишуваат бројки од рецепти. Но нас, граѓаните, не ни треба да бидете административци, не треба да бидете лекари, не треба да не лечите, не да пишувате тамо. Немаме време да ве лекуваме. Немаме услови. Наместо да се тргнат. И јас тогаш беше моја иницијатива, се јавив во фондот за здравство за електронски рецепти да се поведат. Добро. Тогаш акутната терапија и хроничната се пишуваше на книжен рецепт. Ми известија дека се работи да се тргнат пишените рецепти, да се воведе за хроничната терапија електронски рецепти. Сега многу подобро функционира. Во 21 век ние уште да користиме листови е небулозно. Малку и небулозно, да. Но тоа е едниот аспект. Вториот аспект е нешто што не е само во внатрешноста, туку и во Скопје. Јас сум бил сведок, затоа и ќе кажам, како и мои блиски биле сведоци, како во амбуланта ви велат немаме најобични, зборуваме работи, да не бидам вулгарен, фластер нема. Не знам, набавете фластер, на мој колега му се случи, нема да го именувам, но ако е потребно ќе кажам, да му речат немаме фластер. Оди купи некаде фластер за да можеме да ставиме, не знам, на рана некоја на памукот фластер. Основни елементарни услови нема. Зошто? Ние сите огромни пари се влеваат во јавното здравство врз база на нашите како се викаат одземања од плата. Ние одземаат пари од приходот на сите, тоа воопшто не се малку пари. Сите го плаќаме здравството, но очигледно дека тие пари не завршуваат таму каде што треба. Или се прават тендери кои што се со повисоки суми од реалните, или едноставно не доаѓаат до болниците, не доаѓаат да служат на пациентите. И што правите вие во таков случај? Се сноѓате, освен јас би го нарекол бедното, ако може да се набавите сам кога му велите на вашиот пациент, веројатно треба да се црвенеете од срам кога кажувате тоа, а не сте виновни, не сте ни вие должни тоа да го платите од свој џеб. Се сноѓате како, се јавувате по телефони, молите, пуштете ни, дајте ни. На некој начин партиципираме во систем кој што, и од нас прави импровизатори.
Ако државата ни е импровизирана, министерството ни е импровизирано и ние мораме да партиципираме со импровизации. И пациентите ја плаќаат најголемата цена за сето тоа. Доктор, до кога може тоа така? Па веројатно додека народот не одлучи да се спротистави на сето тоа, да каже не. Еве јас како доктор јавно се спротиставувам. Велам не. Не би сакал веќе да биде така. Барам одговорност. Но не се откажувате од професијата, која што сте вложиле години труд да учите, Нема, да се да, образувате. и немам намера да се откажам. Едноставно, моја задача е како човек да се борам што е можно повеќе, да влијам, да се подобри целата состојба. Значи, може би некој ќе ме критикува, во ред, тоа е нормално, но свеста кај докторите мора да се подигне. Одговорноста на целата нација, на целиот народ мора да се подигне. Кога сме околу одговорноста, тоа е вака едно филозофско прашање понекогаш, меѓутоа и многу практично, прагматично. Што значи точно одговорноста? Вие како лекар имате одговорност за здравјето на вашиот пациент. Да. Тоа значи дека вашата грешка него може да го чини Живот. живот понекогаш, да, не ќе допотребам збор, меѓутоа живот. Пациентот има одговорност да ги плаќа своите придонеси, да го купи лекот вие кој што сте му го препорачале, да ги слуша вашите совети. Да. Државата има одговорност сето тоа да функционира во исправен ред. И сето тоа негде дебело чкрипи. Велиме, секогаш што го кажуваат сите дека имаме добри доктори, одлични доктори, дека нашите граѓани не се познати по некоја непослушност, по некоја анархичност во действувањето, особено кога е здравствено прашање. Никој нема да рече, нема да ви дојде таму и да ви рече кој врти, не ве слушам. Тоа е што ќе му кажете, човек доаѓа на доктори, ама докторе спасувај. Значи повторно во тој триаголник оно јаго што ги прави проблемите, кој што се крши е власт. Сите имаме одговорност. Да бараме одговорност од власт. Тоа е клучното. Тоа ни фали само. Еве јас, како доктор, можам да барам одговорност од Министерството за здравство, да барам одговорност од политичарите, поврзани еве со овие случаи што се случуваат со немање лекови и така натаму. Имам глас, можам да зборувам. Ќе го кажам и тоа ја. Министерот моментално се занимава со некаква албанофобија на одреден политички лидер, наместо се занимава со проблемите на здравството. Проблемите на здравството се многу битни. Значи, во една нација ако немате здравство, пропаѓа се. Наративот кај нас е проблем. Значи, наративот да се пласира јавно мислење на одговорност и на барање одговорност е многу битно. Тоа ќе ни ги реши проблемите, според мене. Тоа е моето мислење. Значи, ако вие денес, еве, сте одговорен граѓанин, не ги прекрашувате законите, идете регуларно, не фрлате хартии по улица и така натаму, нормално дека ќе ви смета некој друг како го прави тоа. Клучно е да побарате механизам како тоа вие ќе влијаете да го спречите. Ако тоа успееме како да го пласираме на јавност, не да велиме политичарите крадат, министерот не ќе да работи и така. Тоа го знаеме. Тоа нон-стоп се зборува на телевизија. Битно е да почнеме од нас. Значи личната одговорност. Личната одговорност. Ако ние лично станеме поодговорни, тогаш работите по природен пат ќе се подобрат. Добро, интересен феномен е, многу пати велат луѓе, абе го знаеш каков е кај нас се паркира каде сака, фрла ѓубре каде сака, пуши цигара каде сака, оди во Германија и таму ги почитува сите правила или во Швајцарија. Вие сте били во Швајцарија, ако не се лажам? Да, бев таму. Неколку месеци на стажирање или како беше? Да. Имавте можност да видите како функционира здравствениот систем во Швајцарија, во една од добро организираните земји во светот. Здравствениот систем... Да правиме паралела е помалку и небулозно, но... Не, еве ќе ви кажам. И таму не е идеално. И таму докторите работат по 10 часови во смена. Значи, организација може, и таму има администрација. Значи, многу мои колеги се преморени од администрација. Еве, Швајцарија. Замислете. Да.
Овде, ние во Македонија, се трудиме да ги копираме тие практики кои што очигледно не се добри. Мора да направиме системот да биде ефикасен, да ние како доктори да бидеме 100% фокусирани на пациентите, да се надоградуваме, да бараме начин на оценување на знаењето. Постои евалуација некоја конкретна кај вас? Евалуација е полагањето за лиценца и толку. И толку. Нема она Понатаму годишна нешто не. потребни се предавања за субирате бодови и така натаму, но важно е, ние немаме гайдлайнси. За ковид немаше протокол. Протокол, да. Официјален Тоа многу се протокол зборуваше. немаше. А добро, за се друго има, Значи, очигледно нема. очигледно дека нема. Еве, ќе ви кажам во Англија како е. Во Англија секоја година излегуваат гайдлайнси за третирање одредена болест. Кога се полага за лиценца таму, се полага практично со случаеви на пациенти и со тоа се дават диференцијални диагнози, па потоа терапија и така натаму. Но што е важно? Кога ќе дадете диагнозата, вие да ја кажете терапијата според најновиот гайдлайнс. Не според тој од минатата година што излезе. А да не зборуваме пред 10 или пред 20 години. Замислете, тоа кај нас е мисловна именка. Ние имаме паметни доктори. Значи, паметни и интелигентни. Имаме добар кадар, интелигентен. Стручнаци во странство кои што се пар екселанс. Но немаме организација и во тој поглед. Систем. Системот е така. Добро, сега тука малку ме збенувате. Од една страна велите лична одговорност. Тука се согласувам. Да. Се зависи од секој поединец, тука немаме што да правиме дилеми, така е. Значи човек ако ја понесе својата одговорност, веројатно ќе очекува општеството да реагира на истиот начин. Да. Меѓутоа секој од нас е дел од системот, ама системот во онаа хиерархиска смисла функционира и независно од нас. Значи вие можете самиот по себе да бидете колку сакате точен, чесен, регуларен, да одите по закони и се, ако тој систем во хиерархијата нагоре не оди, вие повторно ќе се најдете во неволја. Да. Сакам да кажам, вашата лична одговорност не нужно ќе предизвика реакција и на околината, а камоли на системот кој што е трул веќе не знам колку години. Јас сум Малку да спротивставам, меѓутоа така. Да, разбирам, но од мое искуство до сега и еден човек со различно мислење може да направи голема промена. Ако народот не мора вие да очекувате дека вашата идеја, вашето однесување ќе бидат прифатени. Битно е вие да сте на вистинската страна, да донесувате вистински одлуки. Кога тогаш, ако не денес, после неколку години ќе ви бидат прифатени идеите. Добро, тука има еден проблем и со конформизмот, кај нас луѓето се навикнати да одат по на Конформистички. како ги носи реката, па дури и она што е за нивно добро го земаат со резерва ако не е општо прифатено. Ние сме наистина чудни, меѓутоа повторно не сакам да ги обвинувам граѓаните. Еден познат политичар рече народот е во право и кога греши. Така, не сакам да ги обвинувам граѓаните и навистина мене ми се допаѓа вашиот став поврзан со ова прашање. Меѓутоа добро, тоа е едниот начин на кој што ние мора да се бориме, секој од нас. Меѓутоа тоа е веројатно еден долгорочен процес, кој што ќе трае. Додека ние и ментално и психички, ментално пред се да навлеземе во приказата, веројатно ќе помине децении. Меѓутоа ние сакаме ad-hoc решенија. Знаете како, особено во вашата фела, во здравството нас ни требаат решенија веднаш. Секој валда што ќе дојде ќе рече сега ќе ви го решиме проблемот и ништо нема да се случи. Ad-hoc решенија веројатно не постојат. Или? Ние бараме решенија обично од трето лице. Бараме решенија од Европа, бараме решенија од светот. Од тие што не ни се должни да го дадат. Да, апсолутно. Буквално ги копираме нивните системи, ги имплементираме овде и не функционираат. Бараме решенија кај друг, само решението не го бараме кај нас. Зошто го велам тоа? Наративот, кога ќе се фокусира директно кај нас,
кога ние ќе бидеме решението. Нека биде мало, ама да бидеме ние. Тогаш ќе се променат работите. Ако очекуваме некој трето лице да ни гради куќа, да ни гради систем, да ни гради живеалиште, какво ќе биде тоа? Додека ние не си ги засукаме ракавите. Јас верувам во народот кај нас, бидејќи сум разговарал директно со луѓе, можам да почувствувам дека тие сакаат да бидат одговорни. Има некоја потреба кај луѓето од организираност, од ред. Од почитување на закони, апсолутно. Да, сакаат да ги почитуваат законите. Ги почитуваат во Германија, ги почитуваат по белиот свет. Зошто овде да не ги почитуваат? Но довербата мора да почне да се гради од политичарите, од власта, да почне да се промовира од нив овој наратив, не од мене. Кога тие ќе почнат да го промовират мислењето, тогаш работите ги тргнат на подобро. Искрено сум оптимист за Македонија. Ми се допаѓаат вашите ставови, доктор Атанасов. Сега уште едно прашање кое што не сум сигурен дека ќе ми одговорите со оптимизам. Нашите доктори во Скопје постојано се жалат дека имаат мали примања, затоа пак јавноста зборува за огромна корупција во здравството. Јавна тајна е дека ако сакате да добиете операција од квалитетен доктор, ќе треба да ставите во нечии джеб прилично многу пари, да не ве слушав некакви примери од кои што навистина се стресов како човек. Колку е реално еден здравствен работник може да преживее со честно заработена плата во јавен сектор, приватното е нешто друго, тамо е нели веќе зависи веројатно од некои други фактори, меѓутоа во јавното здравство колку е реално да се преживее, не да се живее добро. Да се преживее. Еве сега зборуваме за преживување на не само докторите, медицинскиот персонал во глобала. Но тоа нели не е платен. Многу ми е битно. Ова прашање ми е многу битно затоа што тоа е една од причините за неодговорноста. Човекот што нема сатисфакција за својата работа, тој полесно вика па сега знаете како. Или па вели плати ми под рака, а за одговорност, за почитување на закони и за пружање мито не можете да ги ставите во иста рамка. Да бидете особено млад доктор сега, сигурно ќе зимате многу ниска плата во споредба со одговорноста што имате за пациентите. Тоа е прво. Дали можете да купите стан со докторска плата? Младите доктори нека кажат, со 30.000, 35.000 денари. Можете со кредит на 30 години. Инфлација. Можеби. Не е возможно. Едно дете до 18 години ве кошта 70.000 евра. Толку е пресметано во Македонија. Пресметано, така? Да. До 18 години чини едно дете 70.000 евра. Да. Да го раните, да го школувате, да го облечете, така. Тоа е интересна информација. Да зачитам колку сум платил за сега за моите деца, па да им барам кога напред 18 години, да ќе им поднесам список и вечером размислете, ова треба да се врати. Сега пресметајте со 35.000 денари, 30.000 денари плата, колку вие можете тоа да го постигнете. А во исто време сте задолжени за здравието и животот на вашите за сите, да. Од вас се бара голема одговорност, но и од вас се бара и одговорност кон вашата фамилија, што ќе имате. Нормално. Треба да живеете од нешто. Треба да живее од нешто. И тука докторите не го гледаат излезот во Македонија, затоа масовно се иселуваат. Имаме рекордни бројки. Затоа златна Германија. Германија, таму работат по 12 сати. Значи, буквално, тоа е модерно робство. 12 сати во смена за да можат да си ги дозволат основните елементарни, да си ги задоволат елементарните потреби. Добро, но веројатно луѓето би го работеле тоа и дома во Македонија, ако за тоа добијат пристојна плата. Пристојна плата, начин како да се унапредува, и тоа систем каде што тој ќе се бори од денес за утре да научи нови методи. Не мора да се најде начин како да се наградуваат докторите кои што со тек на време ќе се едуцираат континуирано. Медицината е наука каде што бара континуирана едукација. Секојдневно излегуваат нови
нови лекови, нови методи и така натаму. Ние Нови сме студии, да. една од земјите каде што во нашите медицински факултети, значи, најмалку студии се издаваат. Самите професори не ни издаваат студии. Зошто? Не ја знам причината која е. Премногу им е неисплатливо. Веројатно дека универзитетите, бидејќи не ги образуваат. Јас кога почнав да студирам медицина, постоеше правило каде што професорот на медицински факултет мораше да биде обврзан да има свој учебник. Добар дел од професорите немаат своји учебници издадени. Значи, ние, како нација, во поглед на едуцирањето на здравствените работници, заостануваме од Европа. Значи, мора да се бара начин како да се мотивираат докторите да прават студии, да истражуваат, да имплементираат нови методи и да бидат наградени за сето тоа. Не може еден доктор кој што ништо нема да учи, ќе зима иста плата со некој кој што ќе се надоградува, ќе научи, ќе научи. Нова медицинска метода ќе пружи повеќе услуги на пациентите, тој е повреден. Неговата вредност се зголемува со тоа што тој може да го пружи на пациентите. Јасно. Меѓутоа тука има еден втор момент што е многу важен, овие што веќе заминаа. Ние некако ги испишавме лекарите што заминаа во странство како готово, им ставивме крст, како што се вели народски, дека тие веќе нема да се вратат во земјава. Мислите дека со унапредување на системот, еве така да наречам, освен што ќе ги натераме тие што веќе се тука и оние што допрва доаѓаат да останат, ќе постои можност и тие што заминале по белиот свет да се вратат? Веројатно, бидејќи и таму тие се странци, јас сум разговарал со имам многу пријатели кои се во странство доктори, не се среќни да работат во држава каде што се чувствуваат искористени. Значи, точно е дека тие работат за големи плати, но дали имаат време да ги користат парите, а постои народна поговорка, само истрошените пари се ваши. Да, добра таа поговорка. Така. Така да, не верувам дека среќата е само да заработувате, да имате голема плата, туку и да имате квалитетно потрошено време. Велат дека се интегрирани поголемиот дел од нашите доктори во странство, интегрирани во општеството, меѓутоа таа интеграција повеќе се однесува на прифатеноста да бидат дел од системот на работа. Сосема е друго прашање е да бидат прифатени од општеството како тако. Да. Јас имам пријатели кои што работат како доктори во Германија, баш се фативме сега за Германија, иако и во други европски земји, кои што се по долги години таму и кои што немаат никакви проблеми на работа како професионалци, меѓутоа општеството и понатаму ги гледа како оние таму. Нивните пријатели се главно од бившите југословенски држави. Немаат со кого да... Да, културно не се интегрираат во системот. Не се пронаоѓаат. Значи, тој начин на живење, ние како македонци, добар дел, не можеме да се пронајдеме. И тука веројатно лежи оној мал простор, она мала шанса дека би можеле да се вратат дома, ако им се обезбедат условите што се неопходни. Да. Ова не се однесува само на докторите, се однесува на сите фели. Сите граѓани, добар дел, заминуваат од Македонија да не се грижат. Да не се грижат за политика, да не се грижат за корупција, криминал и така натаму. Да, значи, ние се иселуваме повеќе како еден вид, тоа ни е бегство од грижите, кои што не тангираат лично, за да имаме некој си релативно лесен, полесен начин на живот од овде. Овде решаваме секојдневно државни проблеми. Да, што е во суштина невидена глупост, меѓутоа па не можеме да му замериме на никого кога тоа не се сервира цело време и кога тоа живееме. Така. Овде ќе побарам кратка пауза за реклами, навистина многу интересен разговор со младиот доктор Атанас Атанасов од Радовиш. Се враќаме по рекламите. Назад во студиото, веќе разговараме со младиот доктор од Радовиш Атанас Атанасов. Наистина многу интересен разговор, полн со оптимизам, нешто невообичаено за македонски стандарди. Но добро, вие сте од Радовиш, работите таму, меѓутоа
ако успеав да ја распрашам вашата вереница, би можеле наскоро да се преселите во друг град, во Прилеп, но ме интересира животот во малите градови, не само на докторот се разбира, не, туку во Скопје ние помалку изгубивме чувство за реалноста надвор од метрополата. Освен што се иселуваат, тоа сите го знаеме, се иселуваат или бегаат во странство или бегаат во Скопје, оние што сепак сакаат да останат, веројатно ги имаат истите проблеми што ги имаме и во Скопје, да не ги повторуваме државните проблеми, меѓутоа имаат и проблем со полош културен живот, помалку можности за вработување, помалку услови за создавање на крајштата на семејство, буквално нема во некои наши места нема практично млади луѓе, сите се селени, го знаете, они муавет само старците останаа. Сега се променија пред една година градоначалниците во добар дел од општините, некој нов дух на оптимизам се створи, меѓутоа реално каква е сликата сега? Во помалите градови, точно, може да се каже дека во поглед на културата се запоставени. Не е некоја сјајна слика, но и тие мали градови се имаат своја убавина. Свој внатрешен живот. Да, внатрешен живот кој што во големите градови го нема. Барем сега во 21 век, кога имаме сите интернет, културолошки може да се надоградуваме на дневна база. Значи, имаме пристап до сите книги на светот, имаме пристап до се, до телевизија, до филмови, а од друга страна се задржува она топлина, онаа кохезија на малото место, каде што луѓето по правило сите се знаат меѓу себе, имаат едни роднинско-соседски односи кои што полека во Скопје исчезнуваат. Да, па тоа е најголемата убавина во малите места. Се уште може да му влезете на соседот без да му звоните. Се уште може да му речете дојдов јас кафето, свари го. Да. Топлината, меѓучовечката топлина е задржана повеќе во малите места него ли во големите. Довербата е поголема меѓу луѓето. И тоа е исто позитивна работа. Јас лично како карактер повеќе се пронаоѓам во мало место него ли во голем град. Големите градови, брзиот начин на живот. Да, вие премногу. Но добро, вашата професија е таква што за вас секогаш ќе има место, веројатно. Да, едноставно, за доктор има потреба. Но што со луѓето што се занимаваат, што сакаат да се занимаваат со професии кои што полека исчезнуваат или кои што стануваат дефицитарни? Не знам, вие во Радовиш, вие, не знам, веројатно имате разни, не знам, фабрики, имате разни можности за вработување, меѓутоа сепак тој е ограничен. Да, нормално сега ќе бараат друг начин да идат во поголемо место, да идат во друга држава, но евентуално... Па како да останат дома е глучното прашање. Како да останат дома? Да најдат начин да се преадаптираат, да ја променат професијата, да најдат начин како, ако веќе толку им е битно да останат дома, да константно да бараат решение за тоа што може да направат за да бидат овде, ако изначи местото. Евентуално, да, се извинувам. Не, слободно. Сите професии ќе станат дефицитарни, ќе нема потреба и од доктори, гледаме дека вештачката интелигенција решава. Ќе завршува се, да. Така да. Ово кажувам и од аспект на оваа дискусија која што се појави последниве неколку денови, дискусија која што според мене не држи вода, но се појави дека време е во Скопје да се стави условно кажано клуч на врата и веќе да не се примаат нови граѓани со објаснување дека е преголем градот, презагаден, пренатупан со згради, што е точно. Последниве 20 на дена сите имавме можност да видиме, сега е добро и чисто, меѓутоа сите може да видиме што значи маглата во Скопје и она загадување катастрофално. Јас лично сум против затворање на градот затоа што во демократија секој може да живее каде што сака и каде што мисли дека е неговото место, меѓутоа сум и против тоа да се напуштаат градовите во внатрешноста на ваков начин, речиси во стампеда со бегање и практично да се прогласува нивна клиничка смрт.
Се Скопје надевам. не е цела Македонија и не треба да биде. Не треба да биде. Секој град си има посебна убавина и Македонска Гамедица е град и Пробиштип е град. Значи, малите градови нудат различност, нудат дијалект, нудат друга култура. Кај нас е интересно во Македонија. И храна поинаква, И храната е понекогаш, и поинаква. музика, и не знам, Да. начин на живот. Ние толку сме богати во културна смисла, каде што од село до село имаме разлики. Порано имало разлики во носија, во однесување и така натаму. Значи Македонија, иако е мала, е доста богата земја. И луѓето кои што сакаат да живеат во голем град, треба да имаат во предвид дека се интегрираат во место кое што е повеќе насочено глобалистички, да ги гледа странските трендови И консумеристички, и консумеристички. јасно. Така да, мој совет е да си останат во Ми се помалите градови. допаѓаат вашите ставови, патетно да го кажувам, тоа на навистина е така. И веќе пред доаѓаме до крајот на емисијата, освен како доктор, вие се занимавате приватно, кечев, не приватно, меѓутоа вашето слободно време ентузијастички, вие сте основач, председател на две здруженија, ако не Две се лажам. здруженија. Едното здружение е Еколошко друштво од Радуиш, Веритас. Другото здружение е Здружение за помош на лица кои се зависни од дрога и алкохол. Еколошкото друштво го основав бидејќи сакам да допринесам да се подобри екологијата во мојот град. Од пристап што го рековте, почни од себе. Почни од себе. Направи нешто, направи еден чекор, па другите ќе видат, ќе направи друг чекор и се. Тоа е еден вид butterfly ефект. Јас верувам во тоа. Ефектот на пеперутката. Ефектот на пеперутка, каде што ако еден човек се охрабри да направи една работа, други по него исто така ќе ја направат. Значи, не можеме да даваме, значи да истрчуваме маратони ако не даваме, ако не трчаме темпо. Мора полека, чекор по чекор. И каков е ефектот сега од ова здружение во Радуиш? Па имаме проекти сега кои што ќе помогнеме да ја подобриме хигиената во градот со диви депонии, ќе организираме обуки на населението како сами да го складираат отпадот. Во другото здружение со помош на зависници што ние гледаме да изнајдеме начин како сегашните зависници да формираат групи и да си помагаат како групи на самопомош. Тоа се како оние групи што ги гледаме во американските филмови, каде што луѓето седат заедно, си споделуваат искуства, разговараат, бараат начини. Тоа е ефективно во принцип. Да, значи многу е подобро кога некој што не му е авторитет на пациентот да му каже од негово искуство што се применил за да си го подобри животот, што се соочил. Убаво е и да формираме едукации на млади кои што не се зависници, но да бидат запознаени од штетните последици и така натаму. И но за разлика од екологијата, предпоставувам дека за оваа вторава работа со зависниците луѓето потешко, особено по малите места, потешко се одлучуваат да влезат во нив, или? Бидејќи знаете како сега мала околина сите ќе кажат аха еве го наркоманот, еве го пијаницата. Од мое лично видување, мислам дека потешко се разговара за тие теми, неголи да е потешко да се влезе. Многу кај нас важат стереотипи, каде што се ограничуваат или се стигматизираат тие кои што се зависници и така натаму. Ние имаме за цел да го смениме наративот во размислувањето кај младите, да може да поттикнеме повеќе да се едуцираат, да учествуваат во креативни проекти, да може да ги користат бенефитите на модерното време, интернетот со аудиокниги и така натаму. Значи, да може да дадеме некој пат за тоа како правилно треба да се развива еден млад човек и како да ги согледува нештата по долгорочно. Имате резултат и во ова второ здружение? Имаме резултат. Видливо е, се гледа. Имаме резултат, се надевам на поголеми резултати
верувам дека еве ние како мала група се уште можеме многу да допринесеме. Разговараме со луѓето, разменуваме информации и искуства, имаме комуникација и со другите организации кои што се бават со истата проблематика. Имате помош од некаде? Па имаме помош со локални волонтери кои што ни се јавуваат. Не, зборувам за општествена помош, за, не знам, од општина, од држава, нешто, донации. Па сега очекуваме ќе аплицираме за повеќе проекти, дел од општина, дел од фондови што ги обезбедуваат од Европската унија. Се надевам дека ќе успееме во тоа. Импресивен настап, Атанасов, морам да признам и еве едно последно прашање, како за крај се надам нема да биде последно воопшто, се надам повторно ќе имате прилика да дојдете кај нас. Од каде црпите цела ова оптимистичност, оваа позитивна енергија? Велите, се занимавате со професија која што бара многу откажувања, многу часови во секој работен ден, во исто време за 2 здруженија водите, имате еден куп активности, од каде се во? Па веројатно од луѓето што се околу мене, јас се обкружувам со луѓе кои што се позитивни, паметни, интелигентни, се е благодарение на нив. Предпоставувам. Ова е рецепт што им го нудите на сите, Обкружете се со така? паметни луѓе, ќе биде се во ред. Еден рецепт, почитувани гледачи, од докторот како треба да се функционира, да се живее добро и паметно, би рекол. Атанас Атанасов, благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Беше ми мило. Можам да ве пофалам дека сте прекрасен водител. Се надам дека и во следна емисија ќе се Верувам дека ќе имаме повторно прилика на вистина, бидејќи јас сакам да разговарам со луѓе кои што имаат што да кажат и на начинот на кој што тоа го пренесуваат, наистина побудува еден оптимизам, еве кај мене лично едно навистина убаво, благопријатно чувство. Како и да е, тоа беше се за вечера, почитувани гледачи. Утре во 15 часот знаете репризното издание на оваа емисија. А јас ви закажувам повторна средба со мене и со Горан Мировски, овој пат од мојата десна страна, во понеделник во 22 часот и 30 минути. Имајте пријатна ноќ.